Во рок од само една година, по трет пат се уништува и крши црквата и православните гробишта во Долненското село Гостирежни. Деновиве комплетно се искршени и вандализирани над гробните споменици на 13 од 16 гробови. Жителите велат дека ова никогаш досега се нема случувано. Инаку Гостирежни е село со мешано население од македонска и албанска етничка заедница. Ова е ужас, што тоа се прави во село Гостирежни, а не знам. Се сомневате на нешто? Не сум вишол никого, кој да речам тие се тие. Кој не сум ги вишол луѓето. А кој се, што се? И зошто некој би кршел црква, гробови? Не знам што тоа што сум смечава мртви луѓе оде да кршат, да ги скориват. А и плюс јас сам сега одека сам ми е страв да се кача кабанарија од страв. Значи, кога почна на мртвите, ќе почне и на мене. И сам се варзам полека да се качам да чукнам кабана во недела или празници што е. Во село имате соживот со албанската заедница? Живееме со сите добро, онака нема некои проблеми. Онака си живееме со ојми идиме, не е проблем, тоа. Иако и трите случаи на сквернавање на црквата и гробиштата се пријавени во полиција, направени увид, но сторителите досега не се пронајдени. Со сите живееме во селото, немало проблеми, кавги, немало. Како дојде до ова, не знаеме. Сум разговарал јас со луѓе, викам вака, кој може да биде, и тие вика, кој ли може да биде, тоа е грев, вика, што го прати. Според митрополитот Петар пак, под чија епархија се наоѓа Долнени, ова биле обиди за заплашување на јонака малкуте македонци преостанати тука, не само во Гостирежни, туку и во другите села. Притисоци на разни начини, со цел и намера за етничко чистење на македонците од тие села и ова ќе продолжи. Врз нашата црква се врши силен притисок. Во селото Пешталево беше договорено да се изгради црква и џамија во центарот на селото, а сега има 2 џами во селото, а нема ниту една црква, иако е мнозинското население основно македонско. Тогаш кога требаше да го осветиме камен темелникот, имаше страшни притисоци, закани со огнено оружје. И жителите на Гостирежни и представниците на МПЦ бараат поголема ажурност на институциите и разрешување на овие случаи.